Комисијата смета дека барањето потврда дека едно дете е вакцинирано со МРП вакцината при започнување со градинка и во училиште не представува дискриминација врз ниту еден основ, вклучително и оверување, здравствената состојба како и религија и верско уверување, а во однос на децата кои се вакцинирани со МРП вакцината. Комисијата смета дека не постои дискриминација, бидејќи мерката има легитимна, објективно оправдана цел, согласно член 5.8 од Законот за спречување и заштита од дискриминација. Мерката не е спротивна на Уставот и на одредени на меѓународни договори. Мерката соодветствува со реалните потреби, бидејќи е прогласена епидемија и е загрозен животот и здравјето на детето, животот и здравјето на другите деца кои не се во контакт во училиште или во градинка, како и во функција на јавното здравје. Мерката е однапред прецизно дефинирана, бидејќи е донесена според претходно предвидена процедура и со соодветни органи и сите родители и старатели се информирани на ефикасен начин и мерката е пропорционално на ефектите како што е и да се постигнат. Се вели во општото мислење на комисијата која е донесено по промени и представки од граѓаните, како и јавно искажани ставови во медиумите во врска со постоење на наводна дискриминација кон децата кои не се вакцинирани со МРП вакцината од страна на градинките и училиштата. Заклучокот на комисијата е дека не постои дискриминација од страна на органите на управата и градинките со мерката за забрана за запишување и прием на деца кои не се вакцинирани и задолжителната вакцинација на децата од училишна возраст. Во општото мислење, комисијата зема во предвид обврската на државата како земја членка на Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права, со кој документ преку членот 12 се обврзува на имунизација на своите граѓани. Исто така, Републиката си има обврзано да го почитува и членот 15 од овој пакт, кој што им овозможува на граѓаните да уживаат користа од научните достигнувања и развојот, кој што им останато и вклучно во вакцините, кои придонесуваат за превенција од заразни заболувања. Комисијата зема предвид и обврската Републиката да го гарантира правото на живот на секој човек, гарантирано со Устав и членот 2 од Европската конвенција за заштита на човекови права и основните слободи, како и правото на живот на секое дете, гарантирано со членот 6 од Конвенцијата за правата на детето.